Како ги убедивте дека тоа исправно? Станокот помина во една конструктивна атмосфера. Представници на опозиционите партии ги изложија своите гледишта и своите размислувања за она што се случува во поглед на организацијскиот дел од работата и менеджирањето со општинската администрација и општинските јавни предпријатија. И на маса ги извадивме сите аргументи и сите факти околу најновите промени во стратегијата за менеджирање и во организација на работа на општинските јавни предпријатија и на општинската администрација. Јас најодговорно и во овој момент, како и неколку пати до сега во медиуми, изјавив дека не постои селективност во кадровските решенија и во поглед на организацијата на работа која што се спроведува во општина Охрид, во поглед на тоа дали некој доаѓа од владеачка партија или опозициона партија, дали некој е партиски активист или воопшто е неутрален работен или можеби независен работен. За мене тоа, јас сум го докажал тоа во изминатите 7 години кога бев и директор на Заводот за кардиоваскуларни заболувања. Луѓето во Охрид многу добро ме познаваат, никогаш не сум ги делел вработените според партиска припадност или воопшто според тоа дали се членови на партија или не се членови на партија. Стручноста, компетентноста, посветеноста во работата, резултатите кои што ги даваат и сето она што го вложуваат како труд и како резултати од нивното работење се единствени критериуми кои што се за мене важни во делот на спроведување на организацијски реформи во општинската администрација и во јавните предпријатија кои што произлегуваат од локалната самоуправа. А на што има забелешки оние градоначалник, да речеме конкретно во односот на функција? Токму така во мојата изјава тоа и го објаснав, тие сметаат дека има селективност во поглед на спроведување на некои кадровски решенија во општинската администрација и во јавните предпријатија кои што произлегуваат од незе, како и во селективност во поглед на организација на работата во општинската зграда во Косел. Јас кажав дека таа зграда во Косел е активирана која со цел да биде подостапна до граѓаните кои што со своето место на живење конвергираат кон тој дел од општина Охрид. Значи, ние сакавме да спроведеме една замисла со која што на граѓаните кои што доаѓаат од тој дел на општина Охрид, општинските административци бидат подостапни за нив и поефикасно и понавремено да ги решаваме нивните проблеми.